Ви го најавувам настапот на Средното училиште во Тасевски, познато како Петата. А веднаш после нив следува видеозаписот на асот Боро Петрушевски. Еве го цверот. Ова е реклама. Добар вечер. Едно од најглупите поставувани прашања на деца во мали е: мама, а што сакаш да биеш кога ќе пораснеш? А најпаметен одговор на тоа прашање е: големам. Браво, бе, дете. Патем, кога прв пат јас подлегнав на ваков тест, се случи следното. Одам јас дома и татко мене ми вели: сине, ти мора да видиш мој наследник, па те. И ја викам: нема проблем, тате. Ама по некоја случајност, јас тогаш имав само 4 до 5 години и знаете, не знаеш што се случува. Тато бил директор. Мама мене ми објасни дека директор тоа била многу сакана и почитувана професија. Дека сите во мене има да гледат како во Господ, бе. Викам: браво, бе, мамо, многу во ми објасни. И ја викам: чим тато е директор, онда он многу значи во животот.
Чим е таква работата, тато ме зима прв ден кај него на работа. Што ќе правиме прво? Прво ќе јадеме. Сите вработени седнуваат да јадат, сите јадат гравчиња, само ја плескавица со компири, бе. Што мислите вие? После тоа, сите идеме на кај канцеларија, кај тато, бе, сите вработени мене идат и вака ми брат, ој, бути тоа мало, лели, бути. Абе, сите ме сака и ме штипка, бе. Што ќе правиш, син на директор? Али после тоа е финото. Влегувам ја кај тато у канцеларија, а он шо имаше една секретарка, бе. Една секретарка, бе, по име Сузана Брев. И јас си викам, Сузи, тоа е многу добра, многу. Абе, од најмногу што сум сакала е со кога ќе одам кај тато на работа, со неа да се кушкам, Секогаш се облекуваше у едно такво тесно кошулче. У едно кратко сукниче, луфтиранција. Па и не за друго, ај оставите тоа. Него кога ќе доеше да ме гушне, леле колку сум сакал да ме гушка. Кога ќе доеше да ме гушне, бе, леле бе, сирота ќе се наладеше, бе, тоа пола гради и беа на надвор, бе. Па тоа половината и беше цела гола, бе. Леле бе, си викам, женава ќе настине. И кога го прашав тато за тоа, он ми вика, абе сине, жената е од многу сиромашно семејство, бе, сине. Она нема пари како мајка ти да си купува капути, бе. Мајка ти купува капут од 300 евра, оваа купува што конци купува 300 денари. Затоа така се носи. Чим е таква работата кога додека ме гушкаше, јас си мислев, абе, дадеме на жена во одна баба плетени телеци да си стаи на тоа грбот за заштита од бубрези, бе, знаете, стари бе става. Добро, ама колку е јак и толку поштуван тато, сватив после некоја година, абе кај нас пред куќа, тоа кога се распостерија, бе, кога се распостерија луѓе, транспаренти, кај се нашите пари, кој ги играе нашите деца? И викам, што стана работава, бе, така е, убавата, да. И што се случува, ја прашувам мама, мало уште лапчо, ништо не разбере. Мамо, бе, абе да те прашам, зошто тато толку го бараат на улица? И кај бе тато? А мама па ми вика, татко ти е синко на многу важна задача во подрумот, моментално ги смислува одговорите на нивните прашања. Фала, мамо, фала ти многу. И после тоа се мислев дали да станам директор, ама ми текна, викам, нема да бидам директор. Баба ми многу сакаше да бидам доктор. Зашто да не чекала термини у државна болница? И слушате го сега ова, и ја викам, добро бе бабо, па ја додека завршам медицински факултет, додека специализирам, ти ќе фатиш 90-та година веќе таму, 90-тотка ќе фатиш, ќе ти треба бе мој термин, ама не за удржавно, него за убутел таму да те посетувам. И така, и после тоа, готово, нема доктор да бидам. Кога ме праша прв пат мама и тато, што сакаш да бидеш бе, ја им кажам, замислете, професор. Влегуjem у училница, так, дневникот под мишка идам. Учениците стануваат сите, добар ден, и јас седи. Прв час, 30 ученици, 30 мајки, бе. Многу мајки. Добро, многу мајки. Што се случува после тоа? Идеме, прва родителска свикувам, 30 мајки шумева 30 татковци да дојдат. Па си викам, не за друго, па и тоа татковците расположени за соработка од близко. Што правиме сега? Ништо, си викам, професор, не бидувам. Ќе се правам, море, викам, ја некој си поп. Доаѓа, кога го пеа дедо, кога си умре сирот тој. Си умре дедо што си умре. И одиме таму да го пеат у путел и тој по пацо. Доаѓа. Ај, вечно ја памија, вечното му име Негово Божјо. Кој се мори овие на списокот? Стенка ми, бе. Вика, мамам, бе, колку имиња му изнапишала на баба, не за друго, бе, сите ги изгреши. И си викам, бе, што убава му е работава на човекот, бе, гледај, бе. Он си пее, никој ни го разбира, ништо, а сите други плачат за он пее. Това е работата, бе. И добро, си пее, тоа имињата што ги доби сите ги изгреши, а и тоа да не го земам предвид.
На крај се засипна толку имиња, толкав список нема од 63-та добиено од земјотресот. Тоа заврши и на крај си викам, мене за поп не ме бива. Нема никаква атмосфера на работно место, бе. Каква атмосфера е тоа, бе? Сите умрени, сите тажни, кој ладен, кој мртов. Не, бе, нема атмосфера. Него си викам, да се правам, бе, а некој гинеколог. Зашто? Ме прашува дома, бе, сине, го знаеш ли вицот за гинекологот и кардиохирургот? Не го знам. Ба вика, кардиохирургот вика починал и споменик му направиле срце. И јас викам, па ја гинеколог, што споменик мене ќе ми стават, бе? Вакво! Викам, крај ништо нема, отпаѓа и ова. Па на крај па си викам, а да се правам некој спортист, бе, влегувам ја у школо па ја. Боже, по школи ме да шетам, не се знае. Него доаѓам од Европско првенство, влегувам у ова речи го триумфалнава капија на двокатен луфтирачки од озгора, сум се распавтал ко Тито, вака. И сите тука почнуваат да ми пеат. Излези, момче, право на тераса. Ме пресекоа одмај. Па си вика, бе, шо правиме, бе, ја останов, немам тераса, бе, не можам да бидам спортист. Крај. После тоа си мислев да бидам некој фудбалер, некој бодибилдер. Па си мислев да бидам муден креатор. Тебе тоа лично не ти стои. Тебе тоа би ти стоило кога ти би имал црвена шамија во рете. И па после тоа си викам, тоа не може, а да бидам, бе, викам, некој манекен. Нас у Македонија сите не поддржаваат од позад. Од напред, тешко кој да не поддржава. Така времето минуваше и јас се да застанеме некаде овде ако може. Така времето минуваше и јас се запишав во Владо Тасевски, конечно. И стигам на прв час, забревтан целиот што се дешава. Влегам ко локомотива, внатре 35 вагони, кој стар, кој болен, кој носат на страна, кој крв му тече од овој, кај влегов бе, на која кардиохирургија сум се. Заврши тоа, него се викам. Старите вагони од 2014-2010 генерација ќе си отидат на вистински тешини, по нив ќе дојдат некои си нови. И јас ќе си станам машиновоза за дизел и електровлечни возила, а други бе, викам, што други бе? Други бе пак ќе си учат у школа во ова хирургија, во дека со крвови се едно со друго. Ја си отидам и толку. Достави Барборев, него да видиме сега наредно што правиме. Се гледаме во некоја наредна прилика. Него кај ми се бе вагоните?